Меѓутоа ја основав. И местото каде што денеска се наоѓа и концепцијата како да се оформи Агенцијата за млади и спорт е ставена во време кога бев претседател на подмладокот на ВМРО ДПМН. Значи станува збор за 97 и 98 година, веднаш по протестите. Во еден разговор со тогашниот премиер Ѓоргиевски, кога немаше простор каде да биде сместена таа агенција, успеав да го убедам да бидат таму каде што се денеска. Инаку тој е објект поранешен на електростопанство. Електростопанство се приватизираше подоцна, се приватизираше порано ќе остане АјБ Стоев објект. Идејата беше да се оформи една агенција која што ќе работи баш на младината и на спортот. Гледам дека во меѓувреме таа се етаблираше, односно зазема некое свое место во тој политички тек на работите, дека имаат некои своји иницијативи. Не би сакал да ги коментирам политички работите, меѓутоа постојат како елемент. До пред 97 и 98 таква агенција не постоеше. Ете, да речеме, еден од успесите во животот, гледано низ политичка призма, ја сметам Агенцијата за млади и спорт, меѓутоа тоа не ми е признаено. Но многу ме изненади прашањето. Искрено, не е ни битно крајна линија. Некогаш е многу битно да се направи, значи да се направи нешто што мислиш дека треба да го направиш и да не очекуваш никаква благодарност од тоа. Не е ни битна благодарноста на крај. А ние пред да се